Вториот меѓународен гастрономски надпревар Гастромак Македонија 2017 годинава ќе се одржи од 24 до 28 октомври во Струмица, а домаќин ќе биде хотел Вила Парк. Ова денес го соопшти Асоциацијата на готвачи и шефови на кујни од Македонија Гастромак, најавувајќи го најголемиот било кога одржан интернационален надпревар на готвачи од светот во нашата земја. Имам голема чест и задоволство да го најавам најголемиот од било кога одржан интернационален надпревар на готвачи од светот, кој што треба да се одржи оваа есен во нашата земја, поточно во градот Струмица, во хотелот Вила Парк, во терминот од 24 до 28 октомври. Се очекува присуство од над 250 до 300 готвачи од ширум целиот свет. Минатата година во Солун се одржа светскиот конгрес на ВАКС, каде што во конкуренција од 67 земји ширум светот, само 6 земји беа примени во Светската федерација на готвачи, меѓу која со гордост кажано и Гастромак. Од Гастромак најавија дека на овој голем кулинарски настан ќе присуствуваат над 200 учесници, и тоа надпреварувачи, судии и почесни гости од многу земји. Надпреварот годинава се одржува под мотото "Залче од светските вкусови" и е логистички поддржан од страна на Светската организација на шефови на кујни. Како што изјавија од Гастромак, целта на асоциацијата е да се грижи за богатата гастрономска традиционална култура на нашето поднебје, воведување на светските кулинарски трендови, но вклучуваат и едукативен процес на младите готвачи. Иднината на гастрономски шефови, едукацијата низ работа и пренесување на светските гастрономски трендови кај нас е една од основните задачи на Гастромак. Со стекнатото искуство од минатиот надпревар Гастромак Македонија 2016, што се одржа во Скопје, тргаме во нов, многу поголем проект за оваа година и не се сомневаме дека успешно ќе го реализираме. Националната асоциација на готвачи оваа година ќе организира и работилници, на кои ќе готват и жени аматери во градскиот парк во Струмица. На овој надпревар ќе се одбере и жена готвач од Македонија која ќе влезе во асоциацијата. Инаку Гастромак е основана во 2016 година.